токму така искра по случајот во Ѓорче Петров, каде ученичка беше жртва на врсничко насилство. Овој пат јавноста повторно беше вознемирена од, би рекол, идентичен настан во кој што млада девојка беше физички нападната од нејзина врсничка, додека останатите соученици или другари го снимаа настанот на мобилни телефони, кој подоцна видеото се расшири по социјалните мрежи. Затоа што треба да се направи од страна на институциите, родителите, училиштата за да се спречат ваквите немили настани, одговори ќе побараме од психологот Секуловска. Госпоѓо Секуловска, најпрво да ви заблагодарам за одвоеното време во овие вести и најпрво да ве запрашам после грозоморното злоставување на девојче во Ѓорче Петров, еве сега повторно ни се случува ваков сличен инцидент, како да се бестрашни младиве, како да не чувствуваат никаква одговорност. Зошто е тоа така? Јас мислам дека не дека се бестрашни, сепак има страх во нив, меѓутоа некако да одговорноста како да ја немаат, како да не чувствуваат одговорност. Најчесто знаеме да кажеме дека можеби родителите се тие кои што се виновни, но не секогаш го фрламе акцентот само на родителите, затоа што во процесот на учење, воспитување, социјализација на децата, сите агенции во општеството се важни, значи тоа се родителите како основна семена клетка, тоа се училиштата, градинките и сите други институции и сите оние социјални мрежи и сите оние места каде што децата ги поминуваат времето, каде што учат, каде што се социјализираат, така да прашањето е како го поминуваат времето, што учат, со какви модел, примери се обкружени децата и дека да, имаат намалено чувство дека ќе одговараат за нешто што направиле, така да пожелно е посакуване уште од мали нозет да ги учиме дека секоја акција има реакција, дека секоја акција има своја последица. Како родители не успеавме да сносиме одговорност за невоспитанието на нашите деца. Кој е спасот? Спасот е за мене секогаш во раната примарна превенција, меѓутоа раната примарна превенција веќе е задоцната. Не само како родители, пак ќе речам, не се само родителите виновни, сите сме виновни. Значи, ова што ни се случува, сите треба да понесеме одговорност, и родителите, и иако ова не се случило во училиштата, знаеме дека во многу училишта се случуваше, па сега се децата на распуст, па наоѓаат начин каде се групираат и како комуницираат. Ова е нивно средство, начин на комуникација, кој што никако не е оправдлив. Така да сите потфрливме, и семејството како општествена клетка, и институциите, и сите граѓани кои што знаеме да видиме деца како се агресивни, а знаеме да го премолчиме тоа, да се направиме слепи, да оставиме некако Божем времето ќе ги реши работите. Дали треба да се заострат санкциите, казните за овој вид на малолетници, на насилници, да има драконски казни? Казната за мене е добра санкција, меѓутоа не секогаш е добро воспитно средство. Не мора да значи дека секогаш казната ќе резултира со плод. Понекогаш е подобро да се обидеме да видиме што се наоѓа позади ваквото однесување, зошто имаме насилници и зошто имаме деца жртви, па ајде тоа да го лекуваме и тоа да го решаваме. А како тоа би го направиле? Ние немаме закон за булинг, немаме закон за меѓуврсничко насилство. Постојат протоколи, регулативи, делови од закони кои што ги имплементираме кога се случуваат вакви неубави нешта, така да можеби треба да се отвори една поширока, поголема дебата помеѓу сите овие институции во државата, што да правиме со децата жртви, што да направиме со децата насилници, за да ова веќе зима експанзија, за да го решиме додека уште можеме да го решаваме без нетолкави последици. Значи, јас би рекла, можеби тие протоколи за агресивно однесување, врсничко насилство меѓу децата треба да бидат пак прелистани, стручни лица да се обидат, значи да направат некои измени, да видиме што се случува, зошто децата така комуницираат, зошто некои деца се предодредени да бидат жртви, што па тие родители прават и на што ги учат тие деца. И наместо сето ова,
да го негуваме алтруизмот, емпатијата, сочувството, емоционалната регулација кај децата, затоа што тоа е она што е спротивно од агресијата и од насилството. Госпоѓа Соколовска, ви благодарам за ова интервју. Искра, за сега толку од ова линковско вклучување, доколку имаш некои прашања, повели.